Во студиото на Здраво Македонија, подјава часот се дружиме со професор доктор Слободан Чокревски, професор на Ветеринарен факултет Скопје, професор доктор Мирјана Мирчевска, председателка на Сојузот на фолклорни ансамбли на Македонија и пеачката Девана Ѓоргиевска. Останете со нас до 11 часот. Ете, продолжуваме со Здраво Македонија и со нашите гости кои што веќе си ги имаме во студио. Како што видовте во најавата, повторно спојуваме најразлични професии на една трпеза и верувам дека ќе го задржиме вашиот интерес во сето она кое што тие ќе го споделат, кое што го работат во секојдневието, а секако верувам и дека ќе ни откријат во слободно време нешто што работат или некое друго хоби кое што си го имаат. Во овој дел ќе ви бидеме домаќинки вам, а и на нашите гости, јас и колешката Цеце. Цеце, добро утро. Вирче, добро утро. Топло добри да се разбира за нашите гости. Почитувани да ве поздравам и вас. Имаме убава атмосфера овде во студиото. Интересно е што гостите се познаваат и верувам дека истата енергија која што чувствуваме овде ќе ја пренесеме и пред малите екрани. И имаме доволно време да раскажеме се што планираме во овој дел. Да поздравиме ние Вирче уште еднаш. Така е, Цеце, веднаш до мене е професорката доктор Мирјана Мирчевска, која што е председател на Сојузот на фолклорни ансамбли на Македонија. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, добро ме најдов. Така, верувам дека и со вас ете ќе позборуваме за традицијата, за фолклорот, она кое што можеби малку помалку го зборуваме, но секако е важна тема. Имавме доста фолклорни случувања и ансамбли кои што изминатиот период прославува најразлични јубилеи, допрва некои кои што и треба да ги прослават, се случуваат најразлични работилници од самите, но веруваме и дека вие убаво ќе ни ги споите овие работи кои што се случуваат. Така, Сојузот на фолклорни ансамбли повеќе од 3 децении функционира, ги обединува сите културно-уметнички друштва и ансамбли кои се занимаваат со презентирање, изучување и зачувување на традицијата која е поврзана со народните песни и игри, како еден сегмент од фолклорната или од фолклористиката. И во нашите рамки влегуваат во моментов некаде околу 60 ансамбли и фолклорни фестивали, некаде околу 10 се фолклорни фестивали, бидејќи и тие се занимаваат со организација и презентација на македонскиот фолклор, ама кога организираат средби од фестивали од меѓународен карактер, тогаш имаме и гости од други држави. Така, ќе имаме можност за сето тоа да позборуваме и подетално што се вели. До вас е професор доктор Слободан Чокревски, кој што беше дел од ветеринарниот факултет, но сега не е во Узбекистан. Узбекистан. Да, не сум веќе на факултет. Така, тоа сакав да беше дел од сакав да ви исправам тоа дека не сум веќе скоро година дена на факултетот за ветеринарна медицина после долги години и моментално работам на еден проект на Светска банка во Узбекистан. Така, за каков проект станува збор? Таму воспоставуваме систем на следење, идентификација, следење на животните во доменот на моја експертиза. Јас таму долги години работам за Светската ветеринарна организација и сега воспоставуваме еден таков систем што го воспоставивме во Македонија на почетокот на 2000-те години. И многу е интересно. Има 14 милиони говеда, крави, 20 милиони овци и кози, за разлика од Македонија, кај што немаме ни 200.000 говеда. Огромна земја со огромни потенцијали и многу работа да се работи. Сметате ли дека можеме тоа тука да го развиеме кај нас и да имаме? Ние го развивме уште на почетокот на 2000-те години. И токму и тоа тогаш беше прогласен за најмодерен систем во свет. Тоа што го работевме ние со помош од Европската унија и воспоставивме еден навистина одличен систем кој што беше признат секаде во свет и се уште е и се уште постои и функционира. Се сеќавате, имаше наслови дека животните и говедата ќе влезат во Европска унија пред луѓето ради пасошите и ради документацијата и следливоста која што ја обезбедивме со тој систем дигитален. Така. Добро, и веднаш до вас не е Девана Ѓоргиевска, која што е пеечка. Добро дојде во Здраво Македонија. Добро најдов. Така, со тебе пред новогодишно што сте вели имаш скоро извадена нова песна која што верувам дека ќе им се допадне на гледачите и она кое што нели твоето видео издание кое што е сега убаво, ќе имаат можност на крајот овој разговори да го видат спотот, но ете да ни споделиш во однос на песната која напиша. Песната е на Иле Спасев, видеото го работев со Urban Records.
Беше така динамичен еден период. Можам да кажам дека година дена работев на песната, затоа што останав бремена, па не знам дали тогаш Така. да го снимам спотот. Па решив да се породам и да тогаш да го снимам, така да има историја песната долго време. Па добро, како велат и твоите колеги, некако кога ќе дојде времето. Некој пат и многу подолго седат во така е. фиука, иако се подготвени за да излезат во етерот, но некако не им дошло времето, Така е. верувам дека Ете, сега е убав правото период време. Да, пред новогодишен. Пред новогодишен, кога сите сакаат да слушнат и повеќе песни и да се расположат и така натаму. Господине Чокревски, она кое што денеска ние носите една убава интересна мајца со слоган на Slow Food, она кое што ќе се случува овој викенд, поточно на 13 декември во сабота. Вие таму ќе зборувате на одредена тема. Па не, јас има салонот се одржува, мислам, трет пат. Имаше пред короната и после короната има уште еден минатата година. Со Slow Food зборуваме, само да знаат гледачите. Да, кажам, Да. верче за тоа. Во најавата да кажам дека ќе биде во Континентал, Хотел Континентал, со почеток во 12 часот во сабота, тоа да знаат сите. За членовите на Slow Food е бесплатна влезница, Така. а за другите ќе биде 200-300 динари. Да не ве излажам точно, не знам колку ќе биде, али нема да биде нешто скапо. И таму на тој салон ќе има повеќе активности кои што ќе ги интересираат граѓаните, да дојдат да се запознаат со активностите на Slow Food. Ќе има една арена, тоа е начин на комуницирање каде што модератори ќе комуницираат со публиката и на различни теми околу одржливоста на производството, околу контактот со природата, како природата ни ја дава храната, и една од темите ќе биде Slow Food Travel. Така. Значи можам да објаснам и тоа што е, али во најавата ќе има винари, мали винари кои што се во духот на Slow Food, занајчиски, кои што ги запазуваат традиционалните методи на производство на вино и на пијалоци, ќе има и раки, секако, и други пијалоци. Има градини кои што ги организираат училиштата и активистите кои што се бават со едукација на младите, на децата, каде што ги запознаваат со природата, контактот со природата, ги освестуваат околу тоа како треба да се однесуваат кон природата, во исто време произведувајќи одредени работи што се храна. Во Америка правеле анкета и мислат дека децата, добар дел мислат дека храната доаѓа од микробранова печка, дека таму раст. Се шегом, има и такви, меѓутоа треба една од нашите активности на Slow Food и едукација и на младите, ама и на другите околу храната и околу тоа што е културно наследство на храната. Тука со професорката ќе се имаме и Slow Етно, Slow Music, некои организираат. Идејата е да се зачува културното наследство на храната што го имаме и да ги едуцираме луѓето, граѓаните, членовите, дека оние традиционални производи од традиционални сорти, традиционални врсти на животни, семиња и животни кои што ги имаме. Биодиверзитетот да го зачуваме. Сите тие работи може би чинат повеќе него индустриската храна која што се произведува со одредени хемиски третмани, да кажеме, пестициди и така натаму, и може би е поевтина, меѓутоа пример. Едно време, ако се сеќавате, ги снема убавите домати јабучарите, затоа што сите Скопскиот јабучар, сите зема да произведуваат од тоа холандското семе и сите домати беа прекрасни, убави нацртани, ама пластични без вкус. Така. И мирис. Затоа што тие седат по 2-3 месеци, можат да седат на рафт во супермаркет, за разлика од нашиот јабучар кој што е прекрасен, вкусен, ама има тенка кожинка и не може долго да седи. Нормално дека тој треба да чини повеќе. Мислам, давам еден пример, тоа такви се многу други примери, каде што одредени маргинализирани групи на производители занаетчиски, кои што не се индустријски, имаат и можат да ги пласираат тие производи, па нарочно што ако ги зачувуваат традициите кои што се губат, уште подобро. Еден факт само. На почетокот на 20 век, не знам, имало негде околу 100.000 разни состојки во диетата на човештвото.
во исхраната на човештвото. Сега има само 300 кои што се преку 90% од таа диета. Значи од не знам од 100.000 Така. разни семења, врсти, сега сме сведени на 2 врсти кокошки, 4 врсти кокошки за јајца, 2 за месо, 2 врсти свињи, 3 врсти свињи, не знам колку модифицирани житарици и така натаму. Значи сето тоа за зголемено производство доведува до тоа да малите производители, традиционалните производители кои што не се индустриализирани, не можат да се надпреваруваат на пазарот со цени, со пласмани, со дистрибуции, со тие работи. Наша задача е да ги приближиме до конзументите, до луѓето, да ги едуцираме луѓето дека тоа се вистински производи, произведени со раце, со раце и во согласност со природните процеси, без многу интервенции со хемиски препарати и така натаму. Имаме и 2 мастер класа. Едниот ќе биде околу природни вина без интервенции. Замисливме да биде органски вина, меѓутоа немавме доволен број на вистински органски вина. 1-2 винари имаат такви. И другиот ќе биде мастер клас, јас ќе го држам, околу спојување на принципите на спојување на храна со вино. Така. Она кое што е интересно, тоа секако дека ќе го споменеме. Но тука, професорке, вие би можеле да се надополните околу она што значи етнологија и антропологија. Тоа всушност е какви науки ете, каде што може да се спои она кое што географски, како храна, како историја, како носија, нешто што е традиционално за одредени подрачја во нашата земја. Така, јас како професор на Институтот за етнологија и антропологија, веќе 35 години, навистина се радувам кога ќе дојдат кај на студенти кои имаат од претходно некакви сознанија за етнологијата, бидејќи тоа е предмет кој не се изучува во основното, па и во средното образование, освен во средното музичко образование во насоката за традиционална игра и песна. Тогаш навистина е полесно да се работи со такви студенти. Етнологијата и антропологијата се науки за културата, за јавната презентација на културата, за промените во културата, за влијанијата во културата и за наследствата кои ги имаме од минатите времења во културата и кои се видливи. Дел од нив може да се препознаат од широките народни маси, ама дел од нив треба навистина да се проучат и да се, кога се истражува нивното потекло, да се види дали се старобалкански или се старословенски или новословенски. Така што живејќи во една заедница како што е нашава географска средина, навистина влијанијата едни со други не може да се избегнат и тоа е се некакви културни вредности кои треба да се испочитуваат и треба да бидеме свесни дека е тоа сосема вообичаено не само кај нас во нашите култури балкански, словенски, туку и во останатите, во нордиските култури исто така се сличностите многу видливи. Така што етнологијата и антропологијата се занимава со сите културни вредности, со сите структури на културата кои се дел од самата наука. Најмногу се разбира, се занимаваме со балканските, словенските, македонските културни вредности и промени кои се случуваат, но се изучуваат и повеќе теоретски предмети кои го издигнуваат тие емпирии на повисоко научно ниво кога се анализираат различите методологии, различити техники на истражување и се разбира во склоп на нив и различити презентации на истите. Тоа е веќе во струката, значи дипломиран етнолог и антрополог, основната работа е таа, иако нашите студенти после дипломирањето се снаоѓаат на вистина во различити сектори, дури понекогаш кога ќе видиме во какви сектори се вклучени, ние од почеток не може и веднаш да препознаеме дека етнологијата и антропологијата тука би можела да се пронајде, но на вистина се пронаѓа. Така. Значи, дипломирани студенти кои се вклучени и во државна структура, но и дипломирани студенти кои само еден мал дел одбрале од големото, да речеме, пошироко народски кажано фолклорно богатство на Македонија, кое може да се изработува, презентира, покажува, истражува и пишува. Така, географски во различни така целини. Девана, како е пред новогодишно расположение? Има ли? Просто не знам како да се надоврзам поред вака 20 минути професор. Добро, ја имам завршено професор по солопење, ама не го работам тоа.
Добро, интересно настапи имаме. Расположени ли се луѓето? Сакаат ли забава? Се чувствува ли таа предновогодишна еуфорија? Секогаш се за забава, барам тука на нашите балкански простори, мислам дека никогаш нема да забавата да биде во втор план, така да особено са пред новогодишно, да. Професори, некако забавите со храната на виното убаво се спојуваат. Па да. Едно со друго е врзано. Некако се мечинг, но она кое што е важно, сепак треба да испоменати квалитетот на храната, па еве како луѓето да препознаат она кое што е квалитетна храна, рибата да знаат дека е свежа што купува, или пак месото. Често пати на рафтовите ќе видиме некој е црвено, па некој е малку е потемно. Како да Добро, тоа е цела наука и големо искуство, кое што не може вака во 5 минути Така, да се... но дали постоите тие Ајде некои вака практични трикови. трикови? Еве вака, најпрактичниот трик е слоганот на Slow Food, кој што вика јадете сезонски, јадете локално. Така. Така да. Значи храната која што не патувала многу, и која што е локална и е во сезона, нема сега домати да јадеме, пошто се фатив за доматите денеска. Не им е сезона, се пластични и не се вкусни како во август, во септември. Значи Па тука локално си и не е краставиците добро тогаш, сега. или? Ние не можеме локални банани да јадеме и манга. Секако. Меѓутоа прво што треба да биде да се гледа да биде што посвежа храната. И ако има начини или замрзнување и така натаму што ја одржува храната. Кај нас во Македонија мислам дека сме поприлично срекни за тоа што сме мала држава и синџирите на снабдување со храна се поприлично кратки. И доста во нашата традиција и култура е одење на зелен пазар, купување директно од производителите, одење си имам ја мој месар, он ќе ми види, ќе ми направи. Не сум јас против супермаркетите, нормално секој развиено општество има супермаркети и таму системите за контрола, ветеринарната контрола на производите од животинско потекло, другите производи така натаму се окей. Си функционирани. Ако земете на пример ја не знам, не сум чул некои посериозни во последниве 20-30 години, колку сум 30 и кусор години сум во струката, некои посериозни труења или некои скандали, нормално, ке има обиди за тоа, и тоа кај нас нема во Македонија, фала Богу, Такво нешто. Да чукнам во дрво, нема некои посериозни труења. Свежината, рибата е по-проблематична затоа што ние немаме нека култура на јадење на риба, увозот на морска, знаете, во Веро доаѓа во четврток, во Рамстор доаѓа во вторник и така натаму. Луѓето се научуваат за рибата, треба да биде свежа. Како може да се препознае по па може очите? По очите и по шкргите, тоа се белите дробови на рибата. Тие треба да бидат розеви, посветли, ако се темни, кафени, тоа значи дека рибата е седена. Очите треба да бидат бистри, ако се заматени, тоа значи дека седело повеќе. И сега дали ќе ви дозволат проба да притиснете со прст на мускулното ткиво на рибата. Ако остануваат прсти, тоа значи била замрзнувана, седела по долго време, треба да биде таква едра. Па добро, еве корисни се тие работи. Па добро, месото сите знаеме што е убава боја на месо, меѓутоа не може никој да оди за рака со инспектори да вика ова е добро, ова не е добро. Постојат тие системи на контрола на храна кои што се од фарма до трпеза, кои што ги воспоставува Агенцијата за храна и ветеринарство. Така, да. Но еве кога сме кај виното и храната, која храна оди со вино или да се вели дека белото вино оди со рибата, црвеното со месото, доаѓаат еве празници, како да се одбере и храна и вино? Има, значи, храната и виното, спојувањето на храната и виното е и биолошка и биохемиска реакција помеѓу двете состојки, меѓутоа и е индивидуално. Што вика, за вкусовите не се дегустибус нонес диспутандум. Не се расправа. Прво е дека тебе треба да ти оди. Меѓутоа има и некои објективни работи, нешто што не оди, на пример, танините од црвеното вино не одат со омега масните киселини од рибата. И сега пастрамка со вранец не оди, нели? Неколку правила. Тежината на храната треба да оди со тежината на виното. Значи да тешки храни, сарми, подвароци, прасиња и така. Тоа може со црвено. Тоа може, тоа оди со тешки вина. Тешки сосови одат со тешки вина.
лесни храни како што е да кажеме една бела риба, ципура орада, како се вика, бранцин и така натаму. Пастрмка? Пастрмка тие одат со бели вина кои што се полесни и имаат одредена свежина, киселост за да го пресечат тој вкус. Значи тоа е тој баланс кој тоа е балансот кој што треба да се внимава. Друго има разни видови на спојување по едно, друго, трето има спојување по боја. По боја. Така. Значи лососот оди со некој сосови од портокал и оди со розевина. Ако направите една таква спојка, тоа е многу добро. Има умами спојки, има многу цела наука е тоа. Цела наука. Првото правило е за вкусовите не се расправи, тоа што вас ви оди. Ама ако сакате да одушевите нека публика, гости и така натаму, треба да се внимава која храна со какво вино ќе оди. Има некои генерални принципи, ама и не сите шардонеа се исти, не сите совиньони се исти, така да и тоа треба да се Да, али тоа ќе биде предмет на мастер класот кој што ќе биде ваму, кој што ќе го одржам, каде што основните базични принципи на спојување на храна и вино ќе ги објасниме. Така. Професорка, како еве можеме некако да ја споиме народната носија, фолклорот, колку ете професионални фолклорни ансамбли имаме, а колку аматерски? Имаме едно професионално, ајде да го наречам друштво, иако станува збор за национална установа, за традицијска или не само традицијска и кореографски постановки има, и тоа е танец. Значи, таа е една професионална и една од трите кои во југословенско време се формира, Ладо и Коло беа другите, Загреб и Белград и Скопје. И веројатно тоа не бил случајен избор, туку просто тогашна стратегија на политиката водена која била и на општествените услови во кои се живеело во склад со историските конотации. Значи, танец е единствено професионално друштво кое навистина се занимава, институција која се занимава со изучување на фолклорот, со презентирање. Културно-уметнички друштва има повеќе. Јас кажав дека во СОФАМ во овој период има околу 60 друштва, тоа не се сите, значи има и некои кои не се членови на СОФАМ, а постојат, работат, се разбира, но поголемиот број на ансамбли се членови. Второто прашање или првото во однос на комбинацијата, носијата, презентацијата, тоа е исклучително важно подрачје, тема, која се занимава со кореспондирање на народната носија со етничкиот предел, кој е представен преку народната музика, песна и игра. Значи, доколку тој елемент го нема, тоа значи дека крупна работа недостасува. Не е доволно само да се изучат ората од просторот кој се и да се презентираат на сцена. Со да биде комплетна сета работа, сета презентација, треба носијата да одговара на просторот. Голем проблем е тоа во Македонија. Најголем дел од друштвата, оние кои се и со подолга традиција, ама и од поновите, кои имаат по 10 и на 15 години постоење, навистина внимаваат на тоа. Имаат оригинални носи или носи изработени по оригинални примероци и поврзаноста помеѓу етничкиот предел, музиката и народната носија е навистина голем. Но за жал имаме и ансамбли на кои тоа им недостасува. Шиени народни носи кои само изгледаат како некакви народни носи, но не го представуваат пределот, уште помалку постојат негдека во Македонија. Или пошироко, не мора еве во Македонија да постојат. Значи тоа е нешто што многу недостасува во ансамблите и на кое треба навистина многу да се работи. И се надевам дека во иднина тука раководителите на културно-уметничките друштва и на ансамблите ќе посветат многу внимание на тоа, затоа што тоа кореспондира едно со контактираат ли, сакаат ли соработкајте со вас да се за да нели подобрат својата работа во однос на носи, бараат ли некаква помош во однос на етнографската поставеност со орото кое што треба да се игра, дали е соодветно или така натаму? Еден дел од нив, сопствените сценски постановки или кореографии, ги базираат врз база на направени рецензии. Во рецензенската комисија секогаш влегуваат етнолог, етномузиколог, етнокореолог, значи луѓе кои ги оценуваат различните составни елементи на една кореографија и тоа навистина функционира добро.
Има некои кои ги ангажираат кореографите, кои се и нивните авторски дела да ги постават. И тоа е исто така окей. Но има некои кои сами ги симнуваат од YouTube и од било која друга од социјалните мрежи каде што е видлива кореографијата и се обидуваат сами да постават нешто и тогаш се појавуваат различити недоследности, недоволно добро поставена кореографија, недоволно добро музички поддржана и уште полошо погрешно поддржана. Така. Што е исто така една од недостатоците на културно-уметничките друштва. Се разбира дека прашуваат, особено што сега последниве 10 години имаме ние едуцирани и етномузиколози, етнокорелози, и етнолози кои можат да помогнат во тој дел и го прават тоа. Ама за жал има и некои кои сметаат дека нивното знаење е доволно и дека тие можат тоа да го направат. Затоа што навистина има специфики во однос на чекорот, поставеноста, тактите, ушто се навистина обележена македонски фолклор и не може да се менува туку така кога некој ја постава затоа што тоа е белегот. Така е, апсолутно е така и добар дел од кореографите од создавачите на сценска постановка некоја која треба да се изигра на сцена, навистина ја знаат својата работа. Но велам има и исклучоци каде што недоволно се познаваат работите, а луѓето се убедени дека ја познаваат. Тоа е еден таков генерален недостаток во сите струки, па и овде не е тоа нешто. Девана, во твојата струка има ли колеги кои што ете така сам мислат дека Па добро, секаде има секакви луѓе. се шегувам? Добро, кај мене е барам тоа некако, ајде, Затоа што си професор по соло пеење. Па добро, не го работам тоа се моментот. Не знам дали имам желба да го работам, можеби никогаш ќе ми се појави желбата. Не знам, јас моментално се бавам со популарна музика и тука има така некој, да кажам, простор секој да се изјасни себе како што се доживува и така да... Дали некој пат во фолклор би запела? Имав традиционално пеење на факултет. Ме биваше, ама некако не се пронајдов, ама интересно беше. Енергетски ти вака не ти оди. И многу сакам на пример кога ансамблот Танец има настапи, го обожавам македонскиот фолклор. Но сакате да сте од другата страна во публика. Да, едно оро не знам да изиграм, еве сега да бидам искрена. Буквално, значи на свадби вака ме влечат. Ама многу сакам да кога сум дел од таков спектакл. Така, добро. Можеме малку повеќе да позборуваме, бидејќи некако најмалку простор ја оставивме ние за тоа да повеќе да ве запознаат гледачите која сте вие, со оглед на тоа дека имавте навистина плодна година. Станавте мајка по втор пат, но истата година вадите и песна. Верувам дека е доста тоа така ентузијастично да кажам, но и многу мајки не би се охрабриле веднаш да почнат да работат и Со професори тешко е. да прават било што. Па, искрено бев доста истрена во тоа, затоа што прво до 9 месец, до 8 месец, односно, пошто се породив малку порано, пеев, настапував. Браво. Стомак. Браво. Се породив и сакав после месец дена да се вратам во игра одма, но не бев баш здравствено нај-окей. И имав малку проблем со покачен притисок после бременост и се сеќавам дека песната кога ја доснимив со притисок 180. Ми зудеше главата, ама реков ќе одам и ќе си ја снимам песната. Нема веќе одмарање. Нема жена кој ќе наоми тоа. Да, нема веќе одмарање и после тоа нели се стабилизира се. Се вратив со свирки, се вратив со настапи, си го снимив и спотот. Сега ми беше жал што не сум во истата форма, нели, визуелна, да, за да го, нели, за да во така би го снимила спотот. Но верувам дека ќе остане запаметен како еден значен период во вашиот живот, без разлика што не изгледате најдобро или онака како што вие замислувате. Морам да им заблагодарам на дичките од Urban Record што стварно ми направија многу добри кадри и стварно никаде не се гледа дека не сум јас тоа. Така да тоа е тоа. Мислам дека ние некој пат жените самите претеруваме. Малку сме престроги кон себе. Никој не ги гледа, ама не ги гледа. Треба да си дадеме малку ветер во грб кога. Да.
И да бидеме задоволни. И да бидеме така? задоволни, да. Секако. Добро, тука за жал ќе треба да направиме една кратка пауза. Одиме со реклами, почитувани гледачи и се враќаме во студио. Имаме прашање кои што ќе си ги излечат нашите гледачи и секако ќе споделат фотографии, затоа останете со нас.